Почитувани, добро дојдовте во премиерното издание на емисијата Пресврт, која ќе оди секоја седмица на YouTube каналот на Слободен печат и на порталот Слободен печат. Домаќин на оваа емисија ќе бидам јас, Дејан Србиновски, а во разговорите во студиото ќе се обидеме од поинаков и поблизо каго да ги објасниме и да ги проанализираме и дебатираме темите кои што се актуелни, а се однесуваат на светската геополитика, на економијата, домашното општество, меѓутоа и се она што е актуелно и важно за македонските граѓани. За прв мој гостин имам чест и задоволство да го отворам оваа премиерна емисија е аналитичарот Джелал Незири, со кого како носечка тема во денешната емисија ја одбравме, се исконсултиравме да бидат она е можеби најактуелна, тоа се однесува на трансатлантските врски помеѓу Европа и САД по доаѓањето на претседателот Трамп. Како сето тоа ќе се одрази на регионот, на самата Европа, колку Македонија би можела овдека да се вклопи во приказната и каде треба да се позиционира, утрово денеска ќе разговараме токму со мојот прв гостин во емисијата, тоа е господинот аналитичар Джелал Незири. Джелал, добро утро, добар ден и добро дојдовте во Слободен печат. Добро те најдов, честа е моја да бидам прв гостин на твојата емисија и верувам че имам десна нога, па емисијата ќе тргне како што треба. Ти благодарам за убавите зборови. На самиот почеток, предпоставам ја слушна најавата, би сакале да ги скоментираме оние жешки теми кои што се актуелни и не се симнуваат од насловните страници, се однесуваат токму на американскиот претседател Доналд Трамп. Видовме како Доналд Трамп влие на трансатлантските врски. Гледаме секојдневно што се случува, какви потреси предизвикуваат неговите изјави и колку е тој константен и обратно колку ретерира во своите ставови. Па на самиот почеток можеме да отвориме нашиот денешен разговор токму со последните изјави во однос на Европа. Што Трамп порачува, како можеме да ги прочитаме овие нови пораки што се однесуваат на Брисел, на Европската заедница, тука е Украина, меѓутоа и Балканот. Може ли еве накратко чисто еден сублимат да дадеме? Мислам дека од европска перспектива не успеваме да го разбереме Трамп во тоа што сака и што е неговата визија. Ние треба да имаме предвид, кога го анализираме Трамп, дека тој е представник на таа реалистичка школа во меѓународните односи. Или некои го викаат корпоративен реалист, кој што нели ги гледа државите како конкурираат, како да се корпорации, како да се фирми во тој анархичен свет, каде што рамнотежата на силите е клучна за одржување на мирот. И сега ние сме навикнати од да гледаме претседател во САД кој е представник на таа либералистичка школа, која повеќе предпочитува решавање на проблемите преку меѓународните организации, преку наднационалните унии и организации, како што се Обединетите нации, Европската унија, НАТО и многу други сојузи, здравствената организација. Значи, имаме еден друг пристап. Значи, имаме еден пристап кој што ни навестува дека Америка во наредниот период ќе се затвара не во однос на немање интерес за тоа што се случува во светот, зашто нели Кемал Ататурк рекол дека тоа што се случува во светот ќе се случува и кај нас. Току повеќе се свртува Америка самата кон себе. При тоа, променувајќи го пристапот за решавање на проблемите надвор. Значи, во однос на самата кон себе, ние гледаме дека како Трамп најпрви ја реформира администрацијата. Така? Ние тука имаме проблеми со нереформираната администрација. И тој тргна баш најрадикално да ја реформира администрацијата со тоа што формираше едно посебно тело. Доч, кој што се води од страна на Маск. Сега, дали тоа е етички, дали е легално, дали е легитимно тоа што го прави Маск со неговата Доч, тоа е веројатно е предмет на дебата. Така? Но сепак слушаме, еве и синоќа се обрати пред Конгресот, слушаме дека многу
административци и административни трошоци се нелогични, така вели Трамп, каде што речеме, не знам колку милиони пензионери земаат пензија се над 100 години. Трамп спомна дека има еден пензионер кој има околу 300 години, кој што се уште зема пензија од страна на државната каса. Така што тој оди да ја реформира внатре Америка, оди да ја зацврстува позицијата на америчката економија во светот со тоа што воведува тарифи. Така. Тие тарифи Европа, но и останатите земји ги сфаќаат како непријателски. Но сепак во основа на тие тарифи и на тие реформи Трамп ги доби изборите. Така. Тарифите се само да се зајакне американската економија со тоа што ќе се натераат компаниите, најпрем што се амерички компании што имаат отворено производствени погони надвор од државата, заради ефтината работна сила, да се вратат назад. Да. Потоа, најголемите извозници на американскиот пазар исто така ќе се принудат не да ги произведуваат нивните производи некаде во Бангладеш или во Европа или во Африка и да ги извезуваат во Америка, туку ќе се натераат да отворат производствени капацитети внатре во Америка, а со тоа ќе се отворат и нови работни места. Значи имаме една силна реформа на Трамп внатре во Америка и еден нов пристап кој што потикнува страв и во кај европските земји, но и кај нас. На Балканот. И овдека би сакал да се надоврзам на оваа ваша констатација, бидејќи одлично ги појаснивте кои ќе бидат приматите и оние радикални чекори на новата администрација на Трамп. Меѓутоа, колку тоа сега од оваа страна на Атлантикот или во Европа и регионот би можело да одговори на овие радикални чекори на Вашингтон? Колку може Европа да се, или во реалност е спроведливо да се солидира и да одговори заеднички на овие предизвици кои што се и економски, и политички, па и безбедности? Мислам дека Европа мора да се прилагоди на овие промени што се случуваат во САД. И тие промени мислам дека ќе имаат ефект како на бранови и на другите земји, вклучително и во Европа. Вие имате во Италија партија која што е на власт, на премиерката Мелони, која што е слична на партијата на Трамп, републиканците. Имате во Унгарија истата партија, имате победа на екстремно десничарите во Холандија. Значи, колку бран ќе се пренесе во Европа и колку прашањето ми е дали ако се земе во предвид дека да, има надворешна политика која што Брисел вели дека е унитарна, дека е едногласна, меѓутоа расцепканоста внатре во Европската унија е видлива и по начинот или прашањето за нашето проширување на Балканот, економијата, помошта за Украина и така натаму. Колку прашањето е реално може брзо и ефективно да се спроведе некаков контраодговор на ова? Мислам дека може, зашто Европската унија, иако изгледа некоординирана со многу институции, без конкретен политички систем, значи таа е унија на држави, не е држава самата да се, или не е федерација како што се САД. Сепак покажа дека има капацитет да се прилагодува кон новите услови што се создаваат. Земете ги постапките или одлуките што беа носени за време на ковид пандемијата. Така. Потоа за време на руската агресија во Украина, фактички од февруари 2022 година, Европа, надворешната политика на Европа е компатибилна, е унисона и иако има многу дебати внатре помеѓу европските земји, сепак тие санкции што се воведуваат кон Русија и се воведени во минатото се носени со широк консензус, гласале сите земји членки. Така што мислам дека и во однос на новата реалност што се случува во Америка и која нели ќе има бранови и кај нас, Европа ќе се прилагодува. Зашто нели рековме дека Трамп има трансакционална надворешна политика, така? Што значи
трансакционален реализам кој што како основа го има cost benefitот. Значи како што се фирмите, значи што е cost benefit, што добивам јас од инвестицијата, а што може да губам. Да. И затоа многу е нелогично да речеме Европа која е над 500 милиони да зависи од војската на Америка која е 320 милиони за да се одбрани од една Русија што е 180 милиони. Значи овие нелогичности можеби ако ги гледаме од призма на вредности, на начела, на не знам меѓународен ред и поредок, тоа може да звучи и нормално, но кога се гледат од призмата на Трамп, дека што има, да речеме САД да има 100.000 војници во Европа за да ја обезбеди сигурноста на Европа, додека самата Европска Унија и самата Европа не придонесува повеќе од 2% од GDP-то за нејзината одбрана. Токму и тука председателот Трамп можеби е најгласен за зголемување на трошоците на сите земји во Европа и вклучително и НАТО на оние издавачки или давачки за одбраната. Овдека Незир би сакал исто да се надополнам на она што го споменавте, меѓутоа претходно би сакал и да ги прочитам оние ставови кои што на терен всушност е реалност. Планот на Европската комисија е членките на Европската Унија да потрошат како нели овие последни најави на Трамп да потрошат 500 милиарди евра за одбрана следната деценија. Ова се огромни цифри и пари кои што од оние анализи кои што ги гледаме и ги читаме на светските медиуми, овие пари во моментов ниту една европска земја не може да си ги дозволи, ниту може има консензус да се договорат за една вакво трошење кое што претпоставам ќе се спроведе во наредните 10 години. Како тогаш Европа исто брзорочно би можела да се заштити, ако сака заштита, нема пари, а и е потребна во истото време? Мислам, тоа да не биде САД. Ако е приоритет една задача, како што е вооружувањето на Европа, мислам дека ќе се најдат и средства. Јас слушнав вчера, имаше изјава председателката на Европската комисија Фон дер Лајен, која рече дека околу 800 милиарди евра ќе бидат потребни за тој процес на ревооружување на Европа да се случи. Тие пари рече дека ќе се најдат од јавните фондови на сите земји членки, но и ќе се позајмат и од приватните фондови. Значи, најверојатно Европа може да ги најде тие земји, да ќе се задолжи, дали можеби ќе ги пренасочи актуелните фондови кон тие намени. Тоа не можеме од сега да претпоставиме, но мислам дека Европа е способна самата да се соочи со предизвикот, да се најде начин како да се активираат повторно производствените капацитети на оружје во самата Европска Унија, кои што постоеле порано, но нели од 49-та година од кога постои НАТО, тој безбедносен чадор за европските земји како да ги заспа сите европски земји и европски лидери дека тие се безбедни и тие треба да се фокусираат само во економијата и во политиката, додека прашањето за безбедноста и армијата е решено прашање. Вие имате една Германија која има, да речеме, 180.000 војници, една Франција со 200.000 војници. Значи има многу малку трошат европските земји за одбрана, за разлика од Америка. Значи, мислам дека од сега па натаму ќе гледаме како Европа се одвојува, се осамостојува безбедносно од Америка. Дали тоа исто ќе биде и економски и политички од Европа, од САД, или? Па најверојатно, што има некаков компромис. Тарифите на Трамп ќе имаат реципроцитет. Значи, еве видовме со Канада што се случи. Значи, Канада воведува реципрочни тарифи на Америка. Значи, ќе гледаме една локализација на економијата, спротивно од тоа што досега се случуваше глобализација. Значи, сите земји ќе ги заштитат нивните производи,
ќе ги заштитат нивните производствени капацитети и ќе се фокусираат на домашната економија. И сега Европската унија во тој поглед е еден огромен пазар на 500 милиони, значи поголем од Америка и поголем од Русија, од Кина не е најверојатно, но има капацитет тој пазар по тоа да произведува и ефикасна одбрана за самиот континент, но и една многу посилна геополитичка улога на Европа во овој свет кој што не знаеме дали е на почеток на Третата светска војна, сред Третата светска војна или можеби ние го гледаме епилогот на таа Трета светска војна. Значи светот е многу во немирна ситуација. Тоа го рече и фон дер Лајен, во многу опасен период. Така? Тоа го рече и Трамп на сребра со Зеленски дека ризикува и Трета светска војна. И Трета светска доколку не се договорат за така што овие ризици ќе ја натераат Европската унија, но и самата Европа, вклучително и Велика Британија, да се прилагодат на овие предизвици и да одговарат соодветно. И овдека сакам исто да се надополнам на вашиот одговор во однос на тоа какво би било прилагодувањето на Европа кога станува незината сигурност во збор, безбедноста. Де факто Трамп ја заживеа повторно онаа идеја која можеби е стара повеќе од 80 или 70 години за формирање на европски сили, европска армија, која што гледаме дека насловните страници на светски медии повторно ги актуализираат овие теми. Па колку е според вас, ако се земе во пред сите оние трошоци, неможности, слабата економија на Европската унија, да се формира вакво едно тело, безбедносно тело во Европа и колку тоа би било пандан или би имало контратежа на НАТО? Дали е тоа возможно да се формира? Како ја гледате ви оваа? Јас не гледам дека една европска армија би била контратежа или спротивно на НАТО. Мислам дека тоа ќе биде комплементарна армија, која што се уште ќе функционира во рамките на НАТО, на заедничките мисии, но таа армија првенствено ќе има за цел да ја заштити европската безбедност. Таа цел сега е наметната од страна на Трамп, што тој и од првиот мандат им има кажано на европските лидери дека Америка не е веќе заинтересирана да плати за вашата безбедност. Тогаш имаше и полемики со Меркел, тогашната германска канцеларка, на која што јасно и рече дека вие сакате ние да ве браниме од Русија, а вие да продолжите да купувате руски газ заради економски придобивки. И значи Трамп е бизнисмен кој ги гледа работите многу прагматично. Значи не се води од начелата, не се води од вредностите кои што ги гледаме кај повеќето европски политичари. Вредности кои што подразбираат солидарност, вредности кои што подразбираат демократија, човекови права, човеков дигнитет и така натаму, правна држава. Токму така. Трамп на прво место ги има само интересите. Значи, што е американскиот интерес да ја заштити Европа? Ако нема интерес да ја заштити Европа, значи нема cost benefit, нема никаква добивка, а само губи милиарди долари, тој ќе ги повече војниците. Ако не сите, туку можеби повеќето. Како тогаш Незири за една иста работа би се одвојувале повеќе пари? Овде говориме ние како мала држава веќе одвојуваме, да земеме Македонија, веќе одвојуваме огромни средства од нашиот буџет за одбрана за НАТО, кои што се вложуваат преку модернизација, фондови и така натаму. Колку би можело и нашата економија дополнително, говорам овде, да се оптерети за таа некоја европска армија, европска војска? Или ќе биде финансирана можеби според вас од некои три големи членки на Унијата кои што може да го понесат тој товар? Како го согледувате тоа? Се уште нема и јасен став или некој договор помеѓу САД и Европа од другата страна за тоа како ќе функционира таа можна европска армија во склоп на НАТО или кои ќе бидат тие обврски на таа европска армија кон НАТО и како истата ќе се финансира. Британскиот премиер кога беше во САД пред неколку дена
тој го прашал Трамп дали стои зад членот 5 од НАТО договорот од Вашингтон кој вели дека ако една земја биде нападната, сите земји ќе одговараат. И тој одлучно рекол дека да, стои за таа обврска и го почитува тој член и ќе продолжува да го почитува, но мислам дека тука работата е кон финансирањето. Значи, тој член само еднаш е активиран 2001 година кога нели се случија тие терористички напади врз Соединетите американски држави во Њу Јорк и врз тие напади беше активиран тој член на НАТО и сите земји членки придонесоа за да се даде соодветен одговор на тие напади и после тоа нема случај каде што истиот е активиран. Но да, точно е дека Европската армија ќе биде голем товар, финансиски товар, најпрво врз земјите кои што се двигатели на Европската унија, Германија, Франција, но дали таа ќе биде армија на Европската унија или ќе биде европска армија, тоа не може да се каже. Ние гледавме самит во Лондон, кај што се собраа сите европски лидери. Да, и јасна порака му порача на американскиот председател дека Европа е обединета, дека се очекува некаква европска пролет, која што ќе јасно ќе му даде на дознање на Вашингтон во која насока сака да размислува Европа. Меѓутоа, па имаме и ретерирање на ставови и од Вашингтон и Европската унија. После она смешна или не знам како да ја кажеме посета на Зеленски во овалната соба, политичкиот дискурс се промени. Видовме дека беше испратен, па сега гледаме после најновите информации дека Зеленски се извинува. Колку очекувате дека овие ставови кои што се донесоа и во Лондон, дека цврсто ќе стојат или ќе има некакво можеби компензирање и попуштање и на едната и на другата страна? Тоа го имаше и во првиот мандат на Трамп. Зашто луѓето што го познаваат Трамп велат не се фокусирате во тоа што тој зборува. Фокусирате во тоа што тој прави, за да можете да го следите. И Трамп нели рече за Зеленски дека е диктатор. И потоа негираше, не знам кога сум рекол, така рече. Значи говорите дека она што ќе биде подпишано, тоа ќе биде. Па мислам дека тоа што ќе биде подпишано и тоа што ќе биде договорено зад вратите на без медиуми, не тој театар што го видовме со Зеленски, тие договори за весите тие ќе бидат клучни, а не тоа што Трамп го изјавува пред камерите. Што Трамп се гледа дека ги сака камерите, не само сега како председател, туку само ако одиме наназад колку само ТВ шоа започнали, колку имал, значи тој ужива да зборува пред камерите. И затоа луѓето што него го познаваат, и аналитичари, и новинари што со него имало работа, велат дека кај Трамп треба да се следат само неговите постапки, а не неговите зборови. Затоа и во однос на Европската унија. Ние гледаме многу динамика во самата Европска унија и Европски континент, многу изјави кои се даваат и потоа лидерите ретерираат. Ретерираат заради фактот што се менуваат и околностите. И на крајот на денот, секој од државите ги става на висок приоритет државните, националните интереси. Видете и во самата Европска унија. Кога ќе се случи криза внатре во Европската унија, или кога ќе се случи некоја опасност која што нели гледаме дека од Русија доаѓа истата, сите европски земји се затвараат во тие национални граници. Дури ги затвараат и границите и буквално, значи ги воведуваат и контролите на границите. Значи сепак националниот интерес надвладее и во самата Европска унија. И затоа тие ставови често се менуваат, но на крајот на краиштата мислам дека Европа е обединета во основа на вредностите кои што ги дели, но се држи обединета заради опасностите што ја демнеат. Значи, опасностите од Русија, исто така од Кина, од Блискиот Исток, но сега имаме опасности од Соединетите американски држави, кои што нели со доаѓањето на Трамп веќе имаат една
друга политика кон Европа, значи ги нема тие трансатлантски односи кои што сме навикнати да ги гледаме и најверојатно влегуваме во една нова фаза и на редефинирање на тие геополитички интереси на клучните светски играчи, но и во наметнување на самата Европска унија као геополитички играч, зашто досега Европска унија беше само еден голем пазар, атрактивен за сите, но немаше глас во таа геополитичка сцена. Колку тоа ќе биде во реалност не маргинализиран, односно застапена као главен играч, не можеме да говориме, односно го видовме од самиот договор и средбите помеѓу Русија и Америка, каде што беше изоставена Европската унија. Меѓутоа, овде не зири во интерес на времето и концизност на одговорите, би сакал да предеме малку на регионот и со едно прашање да дадеме осврт на она што се случува тука. Европските лидери најавија пролет, политичка пролет во Европската унија, меѓутоа Балканот некако е надвор од овие случувања, а она што се случува и текако влијае и на безбедноста и на релациите меѓу државите. Го имаме Косово, гледаме што се случува во Србија, имаме протести, имаме радикализација на протестите во српскиот парламент, но тука и Босна и Херцеговина. Колку регионот ќе биде завиен, односно потфатен со овие промени, радикални струи кои што ни доаѓаат и од западот и колку овде ќе може некако да бидеме мирни додека она што се случува во Европа и помеѓу САД остане на периметарот? Мислам дека за жал регионот нема да биде приоритет за самата Европска унија ако веќе Европската унија влегува во тие реформски зафати во однос на самата унија и во однос на формирање на европска војска. Јас приметував дека при последните изјави на председателката на Европската комисија фон дер Лејен, но и другите европски фигури, не се спомнува веќе Западниот Балкан. Се спомна само Украина, дека ќе работат силно за Украина што побрзо да стане дел од Европската унија. Сега дали тоа ќе продолжи да биде цел после евентуален договор помеѓу Русија и Украина со посредство на САД, тоа не може да кажеме од сега. Ќе зависи од самиот договор и што тој ќе се одржи, но мислам дека Украина почнува да станува приоритет за самата Европска унија, зашто е земја која што се наоѓа во самиот европски континент. Значи, Украина е европски проблем попрво. Украина е европска држава во географска смисла, што припаѓа на европскиот континент и нормално е дека Европа ќе придава важност повеќе на тоа каков ќе биде епилогот на војната во Украина и каква иднина или перспектива да и нуди на Украина после евентуален мировен договор. Што се однесува на Балканот? И на Балканот мислам дека дали по европската ќе имаме или балканска или можеби ќе се чека во група со Украина да оди напред кон самата интеграција. Што секогаш кога се случуваат кризи внатре во Европската унија. Ако памтите 2008 година, мислам дека тогаш се случи таа финансиска криза внатре во Европската унија. И Европа се затвара. Значи не се плаши од проширување. Потоа се случи пандемија. Исто така имавме застој. Значи секогаш кога има криза, Европската унија се затвара и не се проширува. И денеска гледаме дека Западниот Балкан не е топ тема во Европската, не е топ тема во Брисел. Тоа што значи според вас, дали овие кризи, мини кризи кои што ги имаме во Босна, гледаме со председател на Република Српска Додик и властите во Сараево и она што се случува во Белград, па и односите со Косово, ќе имаме ли кризи овдека на Балканот? Ова значи дека нема да има европски ангажман како што сме навикнале да имаме за решавање на споровите во Балканот. Нема да гледаме голем ангажман за надминување на проблемот со Бугарија. Немаме да имаме голем ангажман за приближување на ставовите помеѓу Белград и Приштина за евентуален договор. Исто така ќе има отсуство на ангажмани во Босна и Херцеговина. И сега
дали Трамп ќе продолжи каде што застана во првиот мандат во однос на Косово и Србија. Нели памтите кога ги седна и Вучич и тогашниот премиер на Косово Абдула Хоти, кој што подпишаа договор. Меѓутоа не се спроведе до крај Вашингтонскиот договор, кој што нели 2020 година, 2020 година беше подпишан, но 2021 година во Косово имавме нова влада, предводена од актуелниот премиер Албин Курти, кој што ниту можеби не го прочитал целиот договор. Тој беше амблок против визијата на Трамп за решавање на проблемот помеѓу Косово и Србија. И сега дали ќе се врати Трамп на тој договор? Мислам дека ќе се врати, зашто гледам неговиот специјален представник Ричард Гренел е пак активен и на Балканот, но и во другите земји како негов специјален пратеник. И тој е еден од авторите на тој договор. И фактички тој договор е сублимат на сите претходни договори помеѓу Белград и Приштина. Значи ќе има некаква индиректна ангажираност на американската дипломатија? Па мислам дека ќе има, зашто Америка има многу инвестиции во Србија. Има многу инвестиции во Албанија. И се уште во рамки на тие инвестиции се инвестиции од членовите на фамилијата на Трамп. Има и во останатиот дел на регионот. Така што интересот за регионот нема да биде баш без корист за самите Соединети Американски држави. И затоа јас очекувам поголем ангажман на САД во наредниот период за решавање на овие проблеми. Так. Дали тие ќе бидат ефективни, тој пристап на трансакционален пристап на Трамп за решавање на овие проблеми, дали ќе побара да речеме од некоја земја минерали за не знам за возврат за можеби тоа звучи ненормално од сегашна гледна точка, но треба да чекаме и да видиме дали еден таков пристап најпрвен може да носи крај на војната во Украина. Крај на војната во Украина што би значило мир најпрвен. Во Европа и во свет. Превенирање на можна трета светска војна која што ја слушаме дека ја кажуваат многу светски лидери. Незири, уште сосема едно кратко прашање на крајот од нашиот разговор во однос на нашето зближување на владата со Унгарија, посетата на Мицкоски на Будимпешта, унгарскиот кредит. Држи ли добра траекторија македонската влада во овие геополитички превирања во светот и Европа? Може ли накратко едно ваше согледување? Јас гледам дека владата на Мицковски не е оптимист дека членството во Европската Унија ќе биде за скоро време. И затоа Мицковски тој период го искористува за да се да застане зад оние десничарски влади кои што ги има, рековме, и во Европа. Орбан во Унгарија, Мелони во Италија, можеби некоја трета влада ќе се формира во наредниот период. Имаме АФД во Германија која што има историски раст. И сите овие политички влади, да речеме, имаат еден центар. Тоа е Соединетите Американски држави. И токму овие влади се резултат на тие бранови што доаѓаат од Америка. Ние ги имаме, не знам дали сте го прочитале делото на Хантингтон за Third Wave of Democratization, трет бран на демократизација. Значи, тоа што се случува во Америка и во однос на демократизација и во однос на изолација, потоа во бранови се рефлектира и кај другите земји. Дали македонската влада го фати овој бран? Веќе нашата влада е дел од овие влади кои што предпочитуваат не нов светски поредок, туку еден нов начин на пристап во меѓународните односи. Помеѓу Европската Унија и помеѓу САД, мислам дека Мицковски се престрои на страната на САД и сега колку тоа ќе носи резултати, може и ќе носи од економска гледна точка, но опасно е да се влегува во конфликт со 26 европски земји или 20 европски земји, меѓу кои и Германија и Франција,
заради ова престројување. Најмудра надворешна политика е да се гледа, да се држи баланс помеѓу интересите на големите сили, зашто при судир на овие сили, не воен судир, туку дипломатски судир на овие сили, жртви се помалите држави. Затоа мислам дека е до некаде погрешна политиката на актуелната влада кога станува збор за ова престројување и тоа без прикривање кон САД. И ова престројување се наметнуваше не само, се гледаше не само во дискурсот на премиерот и на министрот за надворешни работи, туку и при гласање на резолуциите за Украина во Обединетите нации. Господине Незири, ви благодарам што бевте мој прв гостин во емисијата Пресврт. Ви благодарам уште еднашка за вашите ставови и размислувања во однос на она се што е актуелно и што се однесува и на домашното општество, меѓутоа и регионот па и пошироко. Се надевам дека со нови теми интересни ќе ни бидете повторно гостин во Слободен печат. Благодарам за поканата и пак ја искористувам можноста да ви честитам за емисијата и да ви посакам многу успех. Ви благодарам уште еднашка. Почитувани, тоа беше аналитичарот Джелал Незири, со кого продискутиравме овие 20 до 30 минути за се она што е актуелно, што го засега светскиот поредок, меѓутоа и Македонија. Ви благодарам за вниманието, ви останете и претплатете се на каналот на Слободен печат на YouTube. Пријатно!